Значи, моето прашање е зашто направивте денес на контрапопис? Направивме контра протести, имаме денеска една еколошка акција во која што се обидуваме да засадиме што поголем број дрва. На некој начин компензација за жал за оние неколку дрва кои мора да се одсечат за да се изгради зграда на Финки, а ние сакаме да засадиме нови. Тако ветување дадовме на трибината во саботата, дека во најскоро време ќе засадиме двојно повеќе дрва од колку што беа одсечени. Иначе Финки е активен во областа на екологијата, уште од своето формирање. Имаме лабораторија за екоинформатика и со користење на наши мерни станици се развиени сите веб сервиси, веб страници со кои што денеска се следи екологијата во Скопје и загаденоста на воздухот. И ние од Финки сме првите кои што ја подигна еколошката свест во Скопје. Скопје дише и сите други веб апликации и мобилни апликации од кои што граѓаните го следат загадувањето на воздухот во Скопје се направени од наши студенти, професори и асистенти. Господине Чорбев, студентите надвор велат иронично е денес да се садат дрва, кога тие не протестираат против градбата на факултетите, туку начинот на кој што тоа се прави. Јас сум декан пар месеци и не знам детали, но можам да ви кажам дека целата процедура за изградба на овие згради трае подолго време и дека се покриени сите законски и универзитетски процедури. На наставно-научните совети на обата факултети беше изгласана потребата од градба на зграда и дозволата финансиерот, во случајот буџетот на РМ преку МОН, да изгради таа зграда. Освен наставно-научните совети на факултетите, тоа е поминато и низ ректорската управа и низ универзитетскиот сенат. Нашите факултети немаат финансиски капацитет да изградат зграда сам. Ниеден факултет во Македонија, државе, не изградил зграда сам. Секогаш тоа го се направило и овој кампус е изграден од владата. Тогаш. Дали сте за баро? Ние како факултет побаравме техничка спецификација само на внатрешноста на содржините на зградата, за квадратура, за опременост, за нас има сервер сали, компјутерски лаборатории и слично. Никогаш не сме имали можност, ниту сме дискутирале, ниту се побарано, ниту сме давале насоки за надворешниот изглед на зграда. Нам ни е битно конечно да добиеме елементарни услови за работа. Не ми одговоривте дали сте за баро? Јас лично не сум архитект, ниту би сакал да зборувам за вкусови. Нам ни треба зграда. Тоа ни е почетна и последна наша позиција. Се друго е за нас како факултет и како вработени и деца што студираат внатре, за нас е се споредно. Најважно е да имаме основни услови за работа. Сега сме во бараки, во подруми, секоја чест, сакам да се заблагодарам на нашите домакини, факултетите на техничко-технолошкиот кампус и природно-математичкиот факултет, кои што ни отстапуваат простории таму. И тие простории кои што ни ги отстапуваат, ние редовно ги реновираме, ги обновуваме. Например, тие бараки кои што ни се отстапени на кампусот, ние лани ги обложивме со термофасада, ги обновивме и интериерот и се. Се обидуваме со она што ни е отстапено да создадеме услови за работа. Но колку и да вложуваме во рамки на нашите можности, ограничени сме и не може од бараки да направиме доволно капацитет да ги покриеме сите активности кои што ги сакаме. Финки е во моментот двигател на растот на УКИ. Нашиот број на запишани студенти постојано расте, нашите брзо лесно наоѓаат работување, се отвараат компании од страна на самите студенти и од странски инвеститори кои што тие ги работуваат и ни треба услови да го продолжиме тој раст и развој на факултетот. Сите останати работи, освен просторните елементарни услови, не се второстепени. Студентите од пленумот велат дека според деталниот урбанистички план на Карпуш било предвидено да се изгради нова зграда токму на тој кампус кај Електро, на местото од бараките и кај Драмски факултет. Што стана со тој проект? Искрено немам детали. Знам, бидејќи сум декан само скоро време, кратко време, знам неформално дека имаше многу активности за многу локации, се анализира разни опции, можам само инсинуации да ви пренесувам и неформални информации кои дошли до мене дека имало обиди на разни места, разни згради, постојни, стари, нови, да се адаптираат, да се купат, да се гради и таму. Сите досегашни локации си носеле своји
проблеми, не знам зошто не било таа локација така. Дали овдека има просторни услови? Зашто 5000 студенти на кампус? Не сум експерт за просторни услови, ниту архитект, јас сум информатичар и нам треба зграда. И знам дека, ако не се лажам, дека се правени елаборати и дека се проценити условите и квадратурата која е предвидена во зградата е во сооднос со активните студенти на факултетите согласно правилниците за работа. Детали искрено не знам.